Почитувани, ова што го гледате позади мене, некогаш беше Тиквешко езеро. Денес личи на се, само не на езеро. Колку треба да си нечовек за да направиш ваква катастрофа? Со месеци акумулацијата Тиквеш е на катастрофално ниско ниво. Во прашање е доведен обстанокот на живиот свет во езерото. Собствениците на рибниците секојдневно се во паника дали поради ниското ниво на езерото и на доволна количина на кислород, рибниот фонд можно е целосно да изумри. За туризмот воопшто и да не збориме. Со месеци на езерото речиси и да не дошол човек од страна. Собствениците на викендиците секојдневно ми се јавуваат и реагираат поради тоа што некои не можат да пристапат до нив. И сето тоа само поради неспособноста на менеджерите на Електрани на Македонија, кои поради тоа што не можат да обезбедат доволно електрична енергија за граѓаните на Македонија, секојдневно ја користат акумулацијата Тиквеш за да ја надокнади дневната потрошувачка и на тој начин го празнат езерото. Но, почитувани граѓани, она што посебно не загрижува жителите на општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Росоман и Градско, е тоа што во прашање е доведена поливната сезона која треба да започне за 20 дена. 8 до 10.000 хектари се под опасност поради немање на доволно вода. Во овој момент нивото на езерото е на 3 метри под долниот праг на тунелот низ кој протекува водата за наводнување, а кој што се гледа на сликите како е далеко од нивото на водата. Или да бидам поточен, за да почне поливната сезона, нивото на езерото за помалку од 20 дена потребно е да се покачи најмалку 7 метри. Дали на овој начин владата на Заев преку Елем сака да ги униште земјоделците? Затоа апелирам. Елем веднаш да го сопре производството на електрична енергија од акумулацијата Тиквеш и во Црна река да пушта само одредена количина вода потребна за биолошки минимум. Воспротивно, доколку на 15 април не биде обезбедена потребната количина на вода за наводнување, многу луѓе ќе одговараат. Нема да има сила која би ги заштитила од евентуалната штета која би ја направиле на земјоделците. Затоа, господа од власта, иако ви се одбројани деновите во вашите удобни фотели, ве повикувам и ве предупредувам, веднаш да почнете да го враќате Тиквешкото езеро во онаа состојба во која што сите го знаеме. Благодарам.